Semani Bayram Shadama vika, nima ni se lila ni se kolana nima. Soka kera bizu lila paudina mech havin ki bonca našti. Kotar kalava dala lila. Mesimo Senati Selmani, и си мал дешуштар берш, ала шти калава документија. Невидливи, а сепак се тука. Постојат во општеството, но не и пред државата. Според различни проценки, во земјата има и до 1000 лица без никаков документ. Владата идентификувала 700 лица без државјанство и преку нов закон прави повторен обид државата да ги препознае како личности. Сега ќе се стекнат тие лица од тој регистар со посебен статус и ќе може да ги остварат граѓанските права во нашата држава. Дали новиот обид целосно ќе го реши проблемот на бездржавјанството или на повидок е ново делумно решение? Сиромаштијата не секогаш влија и на состојбата на духот. Барем не во единствената ромска населба во државата, Шуто Оризари. Тука, на улиците, сите се заедно, и во радоста, и во маката. Но по дома, секој е сам со своите грижи. Како да се преживее денот, особено ако си невидлив за државата. Визорика штарта, изот нај, кишке нај, џанич хавеки, кишко, гоа бизо школа нашти, родина лила мандар. Ни вакцина најли, ништо. Држава нади чолама, па нади чолама слободно. На нилам ни сустојано, ни канчи нилам. Бајрама Селмани правно не постои, бидејќи нема извод од матичната книга на родените, па не може да дојде и до лична карта, здравствено осигурување или социјална помош. Тоа е наследство што го добиле и нејзините 4 деца. Симам си неки болница, ма на преминдем. Родена документија, кака е држава, мена постојнаја. Членовите на семејството Селмани се само дел од стотиците граѓани кои за Северна Македонија како држава не постојат. Заедничко за сите од првата генерација лица без државјанство е што се родиле во домашни услови, пред распадот на Југославија, при што не биле навреме регистрирани во матичната книга на родени. Се додека тие не го регистрираат своето раѓање, не можат да ги запишат ниту своите деца. За нив, Управата за водење матични книги бара нотарски изјави, дадени од двајца сведоци. Ако се постари децата, потврда или свидетелство дека посетувале училиште. Дополнително, го задолжува МВР да изврши проверка на терен, дали родителите живеат на адресата каде се родило детето и негова ДНК анализа како потврда за нивното биолошко потомство. Невладината организација Амбрела постојано е на терен во обид да најде што повеќе лица без државјанство и да им пружи помош. Проблемите, вели Љатифа Шиковска, почнуваат штом се појават на улица. Се движат и бараат работа, некои од нив се собирачи на отпад и имаат проблем со полицајциве кога ги затекнуваат на улица, бараат да се идентификуваат кои се. Тогаш следува казни, одредени проблеми кои што тие не можат да го докажат бидејќи се лица без лична документација. Шиковска обвинува дека удел во проблемот има и Управата за водење на матични книги. Законски, институцијата е должна да одлучи по секое барање во рок од 30 дена, но Амбрела регистрира случаи каде администрацијата молчи со години. Ние имаме случај каде што момче во моментот е во затвор, на одлежување на затворска казна. Мислам дека 11 години е осуден, а тоа е лице без идентитет. И сега, например, јас себе си го поставувам прашањето кого осудил судот? Кој е тоа лице? Без разлика, иако скривил кривично дело, во ред треба да се почитуваат законите. Меѓутоа, тоа момче е осудено на толку години, а нема ни прв извод на родени, нема ни лична карта. Неговите родители се уште не може да го посетат во затвор, значи 3 години не го виделе, затоа што тамо во затвор им викаат дека на пријавница им викаат од кај знаеме дека сте вие неговите родители.
Според проценките на невладините организации и државните институции, бројката на лица без државјанство варира од 400 до 1000. Во моментот, во управата за водење на матични книги, во фаза на решавање се 40 на предмети. Се уште постојат населени места низ Македонија, села во Струмицишко и така натака, каде што живеат затворени групи на луѓе, кои што едноставно не сакаат да соработуваат и така да верувам дека сигурно има уште некои до 200 до 300 луѓе кои што би требало да им се пополни прашалник и да влезат во таа некоја си база на податоци. Но во самата акција беа, значи, како бројка заклучно, беа формирани 650 прашалника. Последните здружени напори на управата, Министерството за труд и социјала и невладиниот сектор завршија со мапирање на околу 700 лица без државјанство. Следниот чекор е да влезат во посебен регистар на родени. Тоа е место каде што се евидентирани сите лоцирани лица на терен до денеска. Преку тој регистар, кој што е во управата за матична евиденција, со овој закон за евидентирање на лицата кои што не се евидентирани во матичната книга или порано нарекувани фантоми во нашата држава, сега ќе се стекнат тие лица од тој регистар со посебен статус и ќе може да ги остварат граѓанските права во нашата држава, откако овој закон кој што го споменав сега ќе помине во собранието. Ваквото решение е дел од предлог законот за неевидентирани лица во матичната книга на родените, кој е на прво читање во собранието. Решението предвидува лицата без државјанство да добијат привремен извод од матичната книга на родени, на кој ќе стои нивна лична фотографија. Со таквиот извод, тие ќе добиваат и идентификацијски наместо матичен број. Бидејќи немаат живеалиште, како адреса на овие лица ќе биде впишано седиштето на Центарот за социјална работа во општината каде се сместени. Овие документи ќе бидат основа за добивање на привремена идентификацијска исправа со важност од 5 години. А со идентификацијската исправа, родителите потоа ќе можат да ги пријават и нивните деца во управата за водење на матични книги. Но според Македонското здружение за млади правници, ваквото решение повторно е само привремено. За реално вклучување на лицата без државјанство во системот, повикуваат на целосна правна интеграција. Според нас постојат две опции. Едната опција е да биде променет законот за матичната евиденција и секако да се почитуваат роковите за дополнителен упис, бидејќи овие лица нели секогаш во главно се упишуваат со дополнителен упис, кој што е 30, односно 60 дена, а меѓутоа и постои второ решение кое што е, значи не е нешто што ние би го измислиле, туку е веќе нешто што постои во Србија и може да се преземе, а тоа е посебен дополнителен упис на лицата кои што се родени дома пред се, кој што би се правело во вонпарнична судска постапка, а апропо на тоа ќе треба и да се промени законот за вонпарничната постапка. Министерката за труд и социјална политика Царовска мисли поинаку, дека станува збор за трајно решение за кој добиле согласности од невладиниот сектор. Тие секако бара целосно да биде решението и велица да се стекнат со државјанство, што значи комплетно решавање на проблемот. Заеднички учествуваа во групата, ги видоа сите дискусии, сите дилеми и на крајот се согласивме дека е подобро да оваа година го пуштиме овој закон, да нашите сограѓани кои што денеска немаат никаков пристап до ниту една институција, ниту до болница, ниту до училиште, ниту до Центар за социјална работа, да им ги оствариме овие права. Колку значи добивањето на извод од матичната книга на родените, покажуваат семејствата кои со досегашните механизми успеале да бидат препознаени за живи од државата. На Бајрама Шаесат и требале цели 11 години и многу помош од невладиниот сектор, за да добие извод за нејзините две деца Ервин и Фатмана. За прв пат, од септември минатата година тие тргнале во училиште. Друго е кога имаш документ. Барат и у школу, јас сакам да ги примам у школу. Ама ми бараше документ од децата, јас што да му дам кога немам документи? Сега има документи, има здравство, има сега подобро е, кога имаш документ. Споредено со регионот, Северна Македонија има најмал број на лица без државјанство. Во Словенија бројката изнесува 2500, во Србија 6000, а најмногу се регистрирани во Албанија, односно 7500 лица. Агенцијата за бегалци на Обединетите нации проценува дека во светот има над 10 милиони лица без државјанство, а дека 600.000 од нив живеат во Европа.